Добро утро, колеги, и од мене до нашите почитувани гледачи. Добро утро и до колегите во режија. Да, ние се наоѓаме во Мериот хотелот во центарот на Скопје на првиот кат. Не случајно, бидејќи сакаме да најавиме еден убав настан, па затоа во оваа прилика ќе ги поканам сите оние идни невести да останат на фреквенцијата на Алфа телевизија, бидејќи зборуваме токму за настан посветен за нив со помош на Моника Алексовска, преубавата Моника Алексовска, повторно мој соговорник, лице за односи со јавноста од Моден викенд Скопје, ќе ни помогнеш и ќе ни објасниш за што поточно станува збор. Најнапред, добро утро. Добро утро, Александра, добро утро на сите гледачи. Ти благодарам на убавите зборови. Секогаш ми е мило кога ќе се видиме, бидејќи одма знам дека следи некој настан поврзан со Моден викенд Скопје. Па така и овој настан, ова е 8-то издание на The Bridal Fashion Night, кој што ќе се одржува тука во хотел Мериот на 8 февруари оваа сабота. Овој пат ќе биде малце поразлично, бидејќи имаме целодневна програма, значи не е само она ревиско шоу кој што ќе се одржува нели вечерта, туку ќе имаме и еден шоурум кој што ќе трае од 13 до 18 часот, и јас сакам да искористам оваа прилика за да ги поканам сите идни невести да дојдат и да видат што учесниците на шоурумот имаат да ни понудат, бидејќи навистина ќе имаме една богата палета за се она што им е потребно на идните невести за околу својата свадба, значи од венчаници до накид до свадбени украси, а најдоброто тоа што сите венчаници кои што ќе ги понудат учесниците кои што ќе бидат на шоурумот, ќе бидат на огромен попуст, значи од 40 па дури и до 70%, па така што сите идни невести ќе можат на лице место да дојдат да си купат венчаница. Јас сум сигурна дека ќе си најдат, дека секој ќе си го пронајде својот стил, бидејќи ќе имаме навистина една богата палета на венчаници и тоа После сакам да го појасниме моментот за шоурумот, да им кажеме на нашите гледачи за што поточно станува збор, бидејќи за прв пат во рамките на ноќ на невестите кај нас во Скопје се одржува такво нешто. Шоурум ќе се случува токму овде на овој кат каде што се наоѓаме, затоа и го одбравме ова место, значи овде ќе биде преплавено со венчаници и со украси за невести, така отприлика ќе изгледа просторот во сабота. Така, токму тука на првиот кат ќе биде шоурумот. Тоа значи дека сите учесници ќе си ги изложат своите некои поодминати колекции кои што се наменети нели за свечености, како на пример свадбите. Веќе ќе има венчаници, така што сите идни невести ќе можат да си ги видат венчаниците, значи на лице место да можат да пробаат и да видат и да си купат, се разбира, како и украси, така и сите свадбени украси кои што им се потребни за својата венчавка. Значи тоа со овој шоурум им даваме на некој начин можност на сите идни невести да можат да дојдат, бидејќи влезот е слободен, така што повторно ќе ги поканам сите невести да не ја пропуштаат оваа шанса, бидејќи јас сум сигурна дека по големи попусти ќе си го најдат своето убаво дизајнерско парче или нормално својата венчаница од соништата. Така што личи дека, се извинувам што ќе те прекинам, ова личи дека всушност може да дојде буквално секој, ќе биде отворено од колку до колку часот, цел ден предпоставувам, и буквално кој сака може да дојде да си погледне оваа одлична можност за сите нив. Значи ќе биде отворено од 13 до 18 часот, така што мислам дека тоа е едно супер време каде што ќе можат да си дојдат, дали со младоженец отиден, дали со некоја пријателка или мајка, и да си погледнат сето тоа што им се свиѓа, нели, на лице место да си купат, а после 18 часот од кога ќе заврши шоурумот, хотел Мериот им има спремно bridal коктел, го нарекуваат тоа, кој што ќе се одржи во претседателскиот апартман, и со тоа Мериот ќе понуди една своја мала презентација со промотивна понуда за свадбено мени за сите оние кои што сакаат да и ќе се решат да прават свадба токму во овој хотел. Така што мислам дека во овој настан ќе има буквално се она што им е потребно на идните невести, значи од облека до украси и до секако место каде што ќе ја одржат својата свадба. Се што е потребно за една невеста, а околу советите, бидејќи знаеме дека невестите се навистина во стресен период околу подготовките, дали овде ќе бидат присутни и самите дизајнери за време на шоурумот, па дали ќе може да поразговараат со нив, да настапат во контакт од типот на да им дадат некаков совет доколку не ја најдат овде венчаницата, да им дадат некаков совет каков тип на венчаница им стои и нешто слично? Така, секако дека ќе има од сите модни куќи кои што ќе бидат учесниците на шоурумот, ќе има представници, па така што невестите секако дека ќе можат да се консултираат, ќе можат нели да си пробаат и секако доколку им треба нешто помалку повеќе или некоја корекција на венчаницата која
што тие си ја нашле, слободно ќе можат да им се обратат и не мора на токму на лице место да си ја купат, туку ќе може да се направат, да кажеме, и некоја корекција, така што ќе се добијат совршено така по договор. Друг тип на венчаница можеби ќе сакаат да си стапат во контакт со токму тој дизајнер, така? Така, слободно, нормално дека ќе може. Кога сме кај дизајнерите, да кажеме годинава колку учесници ќе има, од каде се ќе се представат дизајнери и во колку часот ќе започне ревијалниот дел? Па оваа сезона имаме една богата програма каде што ревиите ќе бидат и од наши дизајнери, а и од дизајнери од регионот. Па така ќе ги видиме најновите венчални колекции на Ала Перел бај Наташа Карчева, Мек Котур, исто така Менакон Creations кои што ни доаѓаат од Косово, потоа Ана Бора Ателје, бутик за венчаници Лебед, па така што оваа програма е доста богата со оглед на тоа што ќе биде само нели една вечер. Ноќното шоу ќе биде секако со покана, нема да може да биде слободен влезот како што ќе биде нели на шоурумот, но секако дека ние им оставивме шанса на сите идни невести и сите оние кои што се заинтересирани да можат да пополнат апликација која што се наоѓа на нашата официјална страна на Facebook и на Instagram, тоа е нели The Bridal Fashion Night, да кликнат, да ја фоловнат страната и да ја отворат апликацијата, да ја пополнат, па така што да очекуваат дека тие би можеле да бидат добитници на поканата која што важи за двајца. И тоа ќе биде навистина еден спектакл каде што нели манекенките ќе ги носат најновите колекции на нашите дизајнери. Апликацијата е се уште во тек, значи се уште може да се пријавуваат. Кога конкретно се затвори, кога ќе се затвори апликацијата, до кога можат да аплицираат идните невести? Па апликацијата ќе се затвори до крајот на неделата, значи до последен момент им даваме рок на некој начин на сите идни невести, еве и тие што сега би не слушале, да можат веднаш да си отворат и да аплицираат за да можат да добијат покана, бидејќи навистина ревиското шоу е секогаш нели нешто специјално и ќе можат на лице место да ги видат како најновите колекции на нашите дизајнери им стојат на нашите професионални манекенки. Интересно оваа година е што и кампањата е малце поразлична, да позборуваме околу тоа за каков тип на кампања станува збор оваа година. Оваа година како еден голем новитет ни е тоа што наместо да ангажираме класични манекени или манекенки, овој пат како свои заштитни лица си ги земавме модната инфлуенсерка Никица Ацева со својот љубовен партнер Дамјан Стојанов. Значи тие се всушност вистински љубовен партнер во реалниот живот, па така што многу добро се вклопија со оваа кампања како заштитни лица и совршено се најдоа во својата улога на младенци. Тоа изгледаше многу природно, бидејќи нели тие сепак се еден вистински пар, така што можете исто така на The Bridal Fashion Night официјалната Facebook и Instagram страна да ги видите како тоа изгледаше и на фотографија и на видео и на целиот тој едиторијал кој што е официјален за најава на ова издание. Бидејќи ова 8 издание, ќе кажам дека веќе би требало овде во нашиот простор регионално веќе ова имаме, јас сум имала можност да видам дека не доаѓаат само од Македонија, доаѓаат невести од целиот регион да присуствуваат и да видат што има да се понуди. Ме интересира колку низ сезона се буди повеќе интерес, дали вие како организатори забележувате дека веќе невестите самите бараат да бидат дел од овој настан. Веќе им е познат овој настан. Така, секогаш се бара карта повеќе за ревиското шоу, но се разбира бидејќи нема можности сите да дојдат бидејќи просторот е сепак многу ограничен. Затоа оваа година поради се поголемата побарувачка им оставивме шанса на идните невести на практично новој шоурум да можат да дојдат нели на лице место да видат дизајнерски парчиња, дизајнерски накид, како и дизајнерски други украси и детали. Па така што секако дека не е се само од Македонија, туку и од целиот регион ни доаѓаат бидејќи во Македонија ваквиот настан е најголем настан во регионот посветен само на свадбениот ден, како и на невестите се разбира, и затоа им дадовме можност да можат да имаат отворен влез и секој може да влезе и да види што се ќе понуди на шоурумот нашите учесници. Бидејќи од година во година сте се подобри и подобри во овој настан, ме интересира како се развивате вие. Еве ти бидејќи си од самиот почеток дел од овој настан, одпрво те гледавме на пистата, сега веќе те гледаме во делот од организацијата. Колку се промениле работите и колку во иднина, какви се вашите планови? Дали можеби Bridal Fashion Night, ноќта на невестите можеби ќе прерасне во ноќ на младоженци? Дали можеби имате иднина да им понудите следната година или некоја следна нешто и на посилниот пол? Секоја година имаме некоја различна програма и се стремиме кон тоа да бидеме подобри. Се надевам дека наредните години ќе можеме
уште пошироко да ги отвориме вратите за овој настан, бидејќи навистина има се поголема заинтересираност, како што кажав, не само од Македонија, туку така и од целиот регион кој што ни доаѓаат, бидејќи исто така освен македонски имаме и регионални дизајнери, па и тие си носат нели своји гости, своји потрошувачи, па така што ќе видиме за наредна година останува да остане да кажеме една тајна и да видиме што како ќе приредиме нешто ново, како што оваа година беше случајот со нели заштитните лица и со шоурумот. Така, ќе остане мистерија за следната година. Моника, овдека ќе ти се заблагодарам многу за отстапениот простор, за несебично што ни ги сподели сите оние моменти кои што ги организирате за ноќта на невестите, која што уште еднаш ќе потсетам се одржува токму оваа сабота по 8 пат на 8 февруари 2020 година. Ќе ги поканиме сите невести да додат и да присуствуваат на овој настан, да поземат некоја идеја, да добијат некој совет од соодветни лица и секако да си го набават нивниот фустан, невестински фустан, токму од овој настан. Колеги во студио, одовде би се одјавила со овој преубав настан.